Кога е во прашање меѓународната тема, Андоновиќ, добро утро. Добро утро. Се прават примирија поради пандемијата во светот, меѓутоа некаде не мируваат. Во САД пак постојано има случувања со оглед на тоа што во пресред е претседателската трка за нов мандат на Трамп или за прв на Бајден. Што се случува? Па, изминатиот викенд, како да се возобновија протестите на улиците на американските градови, 50-ти ден откако беше поради полициска бруталност убиен еден афроамериканец, Флойд му беше името, ми се чини, но подоцна имаше уште некои инциденти, што беше иницијална каписла на подигање на граѓанска нетрпеливост и непослушност на афроамериканците пред се, поради не наводната, туку поради зачестената полициска бруталност врз нивната заедница, подоцна тие добија поддршка од некои други структури во американското општество, не само афроамериканците, креирајќи ја на некој начин политиката во предизборието дека актуелниот претседател Трамп води расистичка политика. Ескалираат тие протести, значи повторно ќе кажем, изминатите денови поради другите настани во светот ние не известувавме за уличните протести, каде што беа спорадични, но овој викенд пикот беше во Сиетл, во американскиот град Сиетл, каде што беа повредени многу лица, беа уапсени 45 демонстранти и беа повредени над 20 полицајци. Тие протести на афроамериканците, повторно ќе кажам, продолжија, дојде до судири со полицијата и нотирано е дека 50 дена точно Америка се наоѓа во еден своевиден хаос низ сите градови во големата им држава, покрај коронавирусот. Тоа ми се чини повеќе доминира. Во исто време кој што со оглед на тоа што како се ближи таа претседателска трка, можеби се засилува. Так. Сакам да кажам дека доминираат и анкетите, ми се чини, ова е моје лично мислење, но и мислење на многу мои колеги кои ги следат состојбите од близина во Соединетите американски држави. Анкетите се секојдневни и се креира една слика дека се поизвестно е дека Трамп ќе го загуби овој втор мандат, бидејќи анкетите цело време излегуваат со 8 до 9% предност во корис на Бајден. Еве последната анкета не вели кој има поголема поддршка, туку на 100 дена точно, денеска се 100 дена до одржувањето на изборите на 3 ноември, американците сметаат над 40% од американците кои се анкетирани, сметаат дека државата оди во погрешен правец, пред се поради, би рекол, конфузната политика на Трамп околу тие Твитер дипломатии, неговиот судир со Кина, па и Русија, но и поради коронавирусот. Повторно ќе кажам, коронавирусот ми се чини му е најголема забелешка на лошо водење на политиката. Од друга страна, сметаат дека доколку би дошле демократите и Бајден, веројатно, сега велам веројатно, хипотетички многу подобро ќе се справеа, се одеше дотаму каде што има констатација кој да беше на власт во САД, подобро ќе се справеше со коронавирусот. Повторно ќе кажам, се креира едно јавно мислење дека се поизвестно е дека Трамп ќе загуби оваа претседателска трка. Тие резултати ќе ги почекаме, бидејќи и првите анкети не беа во негова полза. Да, сакам да кажам дека овие анкети се потсеќаат на оние во 2016 кога никој не му даваше шанси на Трамп, па еве го гледаме дека е во фокусот на светската суперполитика. Што се случува во источниот блок? Па таму денеска би ја издвоила веста која е голема вест, бидејќи еве потпишано е примирие помеѓу украинската влада и проруските сепаратистички сили во Донецк и Луганск, каде што живеат руси и каде ќе потсетам од 2014 година, откако беше направена онаа револуција на Мајдан во Киев и каде што беше урнат тогашниот претседател Виктор Јануковиќ, за кој беше обвинет дека има влијание од
од Москва и беа поставени прозападни лидери, дојде до граѓанска војна. Лугански Донјац се делови кои се во источниот дел на Украина, од таа страна на Днепар, на граница со Русија, се смета, тие се руси таму, се смета дека тие сили кои се бореа за отцепување на Донецки и Луганс од Украина, беа всушност руски трупи кои немаа обележја идентично како што она беше на Крим. Значи таму имаше војна од 2014 година, но еве се договорија конечно Москва и Киев да потпишат примирие сега за сега. Се нотира дека од 2014 до ден денеска загина вкупно над 13.000 лица, која е голема бројка би рекол, кои беа во силие меѓусебни судири. На неколку пати беше дојдено до рабна војна помеѓу Русија и Украина. Русија, ќе подсетам, доби и меѓународни санкции од западните држави поради поддршката на сепаратистите, но еве примирието денеска е стапено на сила, ќе видиме како тоа ќе се развива понатаму. Добрата страна за овој блок, само да кажам на крај, е дека доколку има примирие и нема воени судири, веројатно ќе нема ни жртви. Дејан Андоновиќ секогаш актуелен со меѓународна тема, секогаш со нови анализи. Јас и тој го завршуваме барем овој дел.